Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добар ден, драги слушатели на Радио Слободна Македонија и секако добар ден на сите редовни слушатели на емисијата Поента. Денешната емисија, како и сите досега, ќе ја посветам на оние неколку теми што ја одбележа минатата недела или поточно настаните што предизвика, би рекла, најсилни реакции во јавноста од минатиот вторник до денес. Но сепак првата тема на која што би сакала да ставам акцент во оваа поента е трибината што во организација на студентскиот пленум се одржа во четвртокот на Правниот факултет во Скопје. Темата на стручната трибина беше насловена Нови универзитети за подобро образование со знак прашалник. Интересно е што првпат оваа неформална организација која што постои од минатата година, кога студентскиот пленум и започна да делува, а во контекст се сеќавате на минатогодишните студентски протести во однос на реформите што владата ги предложи за подобрување на квалитетот на високото образование. Ова беше прв пат студентскиот пленум да ме покани да учествувам на јавна дебата во нивна организација. Секако нивната покана ја прифатив со големо задоволство, затоа што сметам дека само преку диалог и преку размена на размислување и на ставови заедно на една иста трибина или на еден ист настан може да се надминат сите недоразбирања кои евентуално постоеле во минатото и кои што евентуално може да постојат и сега, но само преку диалог и преку разговор мислам дека може да се надминуваат полека, но сигурно. Заради подсетување, студентскиот пленум минатата година одржа неколку дебати кои беа поврзани со состојбите во високото образование, на кои беа главно повикувани професори од оној професорски пленум кој ги поддржуваше студентите во текот на сите протести, но за жал никогаш не беа поканети професори кои тие ги нарекуваа контрапленум, а кои всушност професори застанаа и ја поддржа граѓанската иницијатива за подобрување на квалитетот во високото образование. Значи, минатата година, за жал, ниту еднаш и никој од повеќе од 500-та професори кои што бевме подписници на граѓанската иницијатива за подобрување на квалитетот во високото образование не беше покана да учествува на тие нивни тогашни организирање јавни дебати. Секако со цел афирмација и на позициите на професорите кои не припаѓаа на професорскиот пленум, а секако во функција на изнаоѓање излезни решенија од бројните недоразбирања кои постоеја или кои што се создадоа на минатогодишните студентски протести. Како и да е, една година подоцна, грешката или грешките од лани беа поправени или беше поправена, така што во четвртокот во 3,5 часовна дебата, која што навистина беше полна со прашања и со дискусија, беа покренати бројни теми поврзани со високото образование и беа изнесени најголем дел или од тие дилеми со кои што бевме преокупирани минатата година, меѓутоа секако и оваа година исто така на некој начин се дел од нашето секојдневие. И лани како и сега бев и се уште сум убедена дека само преку разговор и преку диалог и преку расчистување на недоразбирањата поврзани со прашањата што го засегнуваат квалитетот на високото образование е можно да се дојде до заеднички решенија за сите спорни прашања. Еве и во оваа прилика би сакала да му се заблагодарам на студентскиот пленум за поканата да учествувам на оваа јавна дебата и секако да се заблагодарам до сите студенти што дојдоа во масовен број да го следат овој настан
и што одлучија преку диалог и преку размена на информации кои што се поврзани со високото образование да најдеме на некој начин решенија за сите оние минатогодишни недоразбирања, но и за сите проблеми кои што несомнено постојат во високото образование во Република Македонија. На дебатата, меѓу другото, ги отфрлив и сите оние шпекулации кои беа поврзани со моја директна вклученост во опишувањата на законските решенија за високото образование. Таа теза која што ја пуштија минатата година неколку злонамерници со цел да се дискредитира мојата личност беше остро демантирана од моја страна со моето тврдење дека јас како професор немам напишано ниту еден член, а камоли пак цел закон или измени и дополнување на Законот за високото образование. И во тој контекст ги отврлив сите оние шпекулации кои исто така беа надоврзани на моето име, дека сум била вклучена и во пишување на новиот закон за новиот универзитет Дамјан Груев. И како што неколку пати напомнав, така напомнувам и сега, дека станува збор за класична манипулација со, но и во јавноста. Во однос на темата на дебатата која што беше водена, нови универзитети за подобро образование, започнав нормално од прашалникот кој што беше ставен на насловот на јавната трибина, со констатација дека прашалната форма секогаш имплицира одреден сомнеж, дали позади некоја нова иницијатива стои некаква негативна заложба или некаква злонамерна активност. Па затоа ги замолив студентите тој сомнеж или тој црв кој што постои меѓу нив едноставно да се трне настрана, но и не само меѓу нив, туку и меѓу професорите, дека некој креатор на политики во високото образование, не знам, има нешто против актуелните професори, дека има против студентите, дека има нешто против идните студенти и така натаму. И реков дека тој сомнеж е главен камен на сопнување за двете страни, без разлика дали се работи за студенти или за актуелни професори. Па оттаму, за да тргне работата позитивно и за да се насочат работите да се придвижуваат напред без некакви задни намери или без недоверба, ги замоли фактички сите учесници прво што треба да направат е да го тргнат тој сомнеж дека едноставно никој не прави ништо со цел да создаде некаква негативна атмосфера за студентите и за професорите и дека некој сака нешто лошо да направи во високото образование. А сомнежот ќе се трне на начин што сите инволвирани страни, кои ќе бидат дел од корисници, но и учесници во процесите, ќе се убедат дека никој од власта, како што и никој од опозицијата, нема намера да направи штета или да му направи лошо на високото образование во Република Македонија, или уште повеќе да во било која насока, значи во било која форма да директно да затвара некакви универзитети или да им направи негативна услуга, би рекла, на самите студенти. Од тука и тогаш и сега велам дека треба едноставно да сватиме дека никој нема ништо против никого и дека креирањето политики во високото образование е позитивен процес кон кој треба да се гледа на еден конструктивен, на еден објективен, отворен, но секако и позитивен начин. Едноставно треба да се тргне таа аура дека некој во државата има намера да му наштети некому, без разлика дали се работи за студенти или за професори или за администрација во високото образование. А уште помалку треба да се тргне она заблуда дека некој политичар или група политичари сакаат да направат лош високообразовен систем или имаат за цел да создадат лошо високо образование, бидејќи јас сум убедена дека никој нема полза или нема да има полза од таквите идеи, а уште помалку тие лошо создадени или лошо формулирани и лошо спроведени високообразовни политики би оделе на контото на некој политичар. Никој едноставно не може да прифати
лоши образовни политики и лоши образовни решенија, без разлика од која политичка партија доаѓаат или од кој конкретен политичар тие се изречени. На крајот на денот, штетата од таквите лоши политики ќе отиде по сите нас подеднакво, без разлика кој на која страна припаѓа. Па оттаму на дебатата испратив едно цврсто уверување дека преку сомнеш или преку градење на зидови меѓу креаторите на политиките од една страна и консументите од друга страна, но и меѓу учесниците во спроведувањето на високообразовната дејност не е добро решение. Напротив, наместо сомнеш, на дебатата предложив еден позитивен пристап, наместо организирање и понатаму на разноразни форми на студентски протести, предложив конструктивен диалог и постојани дебати на кои што ќе се надминуваат сите проблеми и сите недоразбирања. Наместо студентски блокади, предложив размена на идеи кои навистина ќе го подобрат високото образование, но идеи со кои нема повторно да се врати сомнежот и повторно да се врати зад кулисното делување, туку едноставно идеи кои ќе бидат изразени на еден позитивен, искрен и честен начин и нормално со отворена врата на другата страна, односно од страна на креаторите на политиките во високото образование. Се во контекст на една конкретна иницијатива, која што беше испратена до законодавниот дом, односно иницијативата за донесување закон за формирање или основање нов универзитет за одбрана, мир и безбедност, Дамјан Груев, која што иницијатива беше дочекана на нож од страна на опозицијските пратеници, која што е заглавена во Собраниската комисија за образование, заради една, би рекла, лоша проценка на опозицијската партија да преку амандмани го блокира овој проект или преку испраќање на илјадници амандмани кои немаат никаква суштина и никакво значење за подобрување на квалитетот на законот, сакаат да го спречат отворањето на новиот универзитет. Сега, нормално во тој контекст, јас ги прашав и учесниците на дебатата, кому моди во прилог состојбата да се формира лош универзитет или да се создаде уште еден лош проект во високото образование. Зошто креаторот на политиките би сакал да направи некаков нов универзитет или нормално дел од тој високообразовен систем кој не би бил функционален и врз основа на тоа нели би собрал само негативни поени на својата политичка кариера или во своето политичко портфолио. Зошто политичарите што предлагаат одредени решенија веднаш се изложени на неиздржани критики, на разноразни плукања, етикетирања, кога сите ние заедно, значи и политиката, и консументите, но и учесниците во високообразовните услуги и процеси, имаме една единствена цел, а тоа е да го подигнеме нивото и квалитетот во високото образование и секако натаму да го доразвиваме високото образование како една нужна, но и како една насушна потреба за сите нас, без разлика дали се работи за опозиција, власт, граѓани кои што се директни или индиректни учесници во високообразовниот процес, професори, студентска администрација, односно администрација во високообразовните установи и слично. На крајот на денот, ке кажам, сите ние имаме и своји деца, за чие што образование ете како се грижиме. Нормално сакаме да им го дадеме и да им го понудиме најдоброто, или барем она најдобро што земјава може да им го понуди, што реално го има. Оттаму, оној прашалник во дебатата, или во насловот на дебатата, изразен како знак на сомнеш дека некој сака да наштети некому, предложив да биде тргнат и да почнат да се движат работите на еден многу по-конструктивен начин. Оттаму мојот став по однос на новите универзитети беше дека истите нема да им наштетат никому, ниту на сегашните, ниту на идните студенти, ниту пак тоа ќе му наштети на сегашниот, односно идниот професорски кадар, а исто така или во една поширока слика и на граѓаните воопшто. Токму заради оваа позитивна основа,
во кое што и позитивен пристап во кој што тргнувам во разгледување на работите, сметам дека иницијативата како и чинот на отварање нов универзитет нема скриена намера некому да наштети, односно оваа иницијатива или овој закон не е создадена за да наштети некому, туку напротив да помогне на сите оние кои што се заинтересирани страни во процесот, а посебно на оние кои што сакаат да се едуцираат во тие студии, во тие посебен вид на студии, одбрамбени, воздухопловни, командни, штабски, лидерски и така натаму. Најголемиот дел од прашањата што ги добив од студентите во публиката е дали сметам дека со постојниот квантитет или наплив на нови универзитети и факултети може да се дојде до повисок квалитет во високото образование. Секако на ова прашање мојот одговор имаше два пристапа. Првиот пристап беше дека квантитетот по правило ја зголемува конкуренцијата меѓу високообразовните установи, што секако треба да има удел и врз зголемувањето на квалитетот на високообразовните услуги. Колку и да оваа работа оди во оваа насока, во споменатата насока, колку и дали оваа работа, значи, оди во спомената насока, треба да проценат самите консументи на услугите, односно самите студенти. Вториот пристап на одговорот беше дека Одборот за акредитација и евалуација на квалитетот на високото образование со подршка на Светската банка отвори проект кој што треба да го заокружи процесот на евалуација на високообразовните установи постојни во Република Македонија, без разлика дали станува збор за приватни или државни универзитети и факултети. И до крајот на годината европски експерти кои што ќе бидат евалуатори и директни проценители на квалитетот на високото образование во Република Македонија да изготват извештај со сите потребни параметри и сите потребни показатели, врз основа на кои ќе се цени кој универзитет и кој факултет навистина ги задоволуваат европските стандарди и критериуми, а кои универзитети и факултети тоа не го задоволуваат. По препорака на Одборот за акредитација и евалуација, овој извештај ќе оди на двоен мониторинг, односно овој извештај ќе биде разгледуван и од експерти од Соединетите Американски држави, со цел да се избегнат сите можни опасности да едноставно некои универзитети или некои факултети најдат проодност до европскиве експерти и едноставно да се стави брана на било какви субјективизми или било какви можности за влијание. Така што сметаме дека откако ќе заврши овој процес на евалуација европска, но и двојна евалуација од страна на Соединетите Американски држави, Одборот за акредитација и евалуација ќе има навистина јасна представа за тоа докаде сме со квалитетот во високото образование и кои универзитети и факултети треба да бидат први на листата кои што треба да бидат затворени, односно на кои што не треба да им биде одобрена и на тамошната акредитација на нивните студиски програми. Во однос на квантитетот на постојните државни универзитети пред се, морам да напоменам дека Република Македонија не е единствената земја во Европа која што има висока бројка на државни универзитети или сега 5 државни универзитети во државата. Статистичките податоци за бројот на државни универзитети во другите земји покажуваат исто така една интересна бројка која што е сериозно голема. Например, едно Косово има 3 државни универзитети, Албанија има 7 државни универзитети, Чешка има 25 државни универзитети, со тоа што студентското школување или образование таму е целосно бесплатно, што е посебен предизвик, нели, кој што треба можеби да тежнееме и во Република Македонија. Понатака Словачка има 20 државни универзитети, Италија има дури 72 државни универзитети, Финска има 10, Шведска има 14, со тоа што во оваа земја има плюс уште јавни универзитетски коледжи. Тоа се најчесто установи каде што се организираат докторски студии или вкупно 16.
Норвешка има 39 државни универзитети, Австрија има 40, Хрватска има 8, Словенија има 3 плюс еден јавен факултет за информатички студии во Ново место. Србија има 7 државни универзитети, Грција има 22, Романија има 55, Швајцарија има 12 и така натаму. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Да, клучното прашање на кое што се задржав на дебатата беше секако прашањето дали ни е потребен Универзитет за национална одбрана, мир и безбедност во Република Македонија. И она што прво го констатирав подносно ова прашање е дека прашањето на вистина не само што е непотребно, не само што е излишно, туку е исто како да прашате дали на Република Македонија е потребен клинички универзитетски центар или дали на Република Македонија е потребен Универзитетот Свети Кирил и Методи. И најкусата анализа која што ја направив за тоа да видам дали ваков тип на универзитети има и во другите земји во Европа и во светот, фактички ме донесе кон позитивен одговор дека ваков вид на универзитет на вистина е потребен на Република Македонија. Значи, не постои држава во нашето опкружување што нема ваков универзитет. Дури и најмладата држава во Европа, Косово, ваков универзитет има. Интересно е, согласно податоците кои што ги најдов нормално од интернет, е дека Чешка има многу сличен на конгломерат на факултети кои што постојат и во рамките на нашиот Универзитет за национална одбрана, односно во предлог закона за основање на овој тип на универзитет. Со тоа што претпоставувам дека нашиот законодавец, односно предлагач, го имал предвид чешкото искуство, каде што во рамките на нивниот Универзитет за национална одбрана, мир и сигурност и безбедност има посебен факултет за воено лидерство, има посебен факултет за воено-медицински науки. Ова на апропо она размислување или укажување од опозицијата дека фактички со создавање на нов медицински факултет на овој универзитет власта има за цел да го сруши дигнитетот и достоинството на постојниот медицински факултет кој што постои во рамките на Универзитетскиот клинички центар, што не е точно. Значи, посебен факултет за воено-медицински науки има не само во Чешка, туку и во Германија и во поголем број други земји. Потоа во рамките на Чешкиот универзитет има посебен центар за безбедност и воено-стратешки студии, има посебен центар за јазици, центар за физички тренинг и центар за спорт. Интересно исто така искуството на Полска во делот на формирањето на ваков вид на универзитет. Така во рамките на Универзитетот во Варшава постојат бројни оддели или факултети кои што се занимаваат со посебни прашања врзани со одбраната, војската и мирот, но и сигурноста на државата. Па така има посебен факултет за национална безбедност, има посебен факултет за менеджмент и командно управување, има посебен центар за одбранбен тренинг, центар за странски јазици, центар за меѓународна соработка, центар за заштита на класифицирани информации или во рамките на Полскиот универзитет, односно Универзитетот во Варшава, има вкупно 18 факултети и центри заедно. Србија исто така е позната со својата воена академија, која што е составена од неколку посебни оддели, и тоа за оддел за управување во одбраната, оддел за механичко инженерство, она што мислам дека нас посебно ни недостасува, оддел за електронско инженерство, за хемиско инженерство, за воена авијација, но и за одбранбена логистика. Австрија исто така има интересен универзитет кој што е нешто налик на нашиот. Тоа е еден од најстарите универзитети во светот, бидејќи заедно со Италијанската воена академија се првите две фактички воени, односно академии кои што се најстари во Европа и кои што се занимаваат со оваа проблематика и со
имаат сличен конгломерат на факултети како и нашиот универзитет. Да не зборувам за Бугарскиот универзитет Васил Левски, кој исто така е составен од Воздухопловна академија, од факултет за одбрана, факултет за менаџирање на кризи и така натаму. Потоа американскиот најпознат Вест Пойнт, кој што се наоѓа во Њујорк, кој што исто така е многу познат универзитет за одбрана, за мир, за безбедност, национална безбедност и така натаму, а посебно интересен е примерот на универзитетот Хелмут Шмидт во Германија, кој што е составен од 4 факултети со посебни оддели внатрешни. Интересно е што еден од факултетите е посебно специфициран или е посебно наменет за проучување на хуманистички обштествени науки. Ова наспроти тезата на СДСМ дека правниот факултет Павел Шатев, кој што е предвиден во Дамјан Груев, е вишок и дека како таков треба да се тргне, затоа што наводно тој правен факултет штрчи, односно не кореспондира со она што представува идеја на универзитетот. Еве, само заради илустрација, универзиtetот Хелмут Шмидт, кој што се занимава со национална безбедност, одбрана и сигурност, во себе го содржи неколку факултети за хуманистички обштествени науки со дури 9 департмани. Исто така има посебен факултети за економски и обштествени науки со дури 19 департмани. И тоа поинтересните ги напоменувам: департман за бизнис администрација, департман за економија, департман за политички науки, оддел за индустријско инженерство и така натаму. Исто така и Шпанија, како и Грција, имаат интересни воени академии, меѓутоа исто така кои што имаат поширок, би рекла, опус на студиски програми. Например, во Грција и во Шпанија има и посебен факултет за обучување на морнарици, односно морнари, кои што имаат многу блиски релации и се во постојана соработка со Њујоршкиот Вест Пойнт на Соединените американски држави. Зошто е потребно да имаме национален универзитет за одбрана, мир и сигурност? Затоа што националната сигурност е предсет чувар на нацијата. Секоја нација и секоја држава има национална потреба да ја зачува својата безбедност, но и сигурност од различни надворешни, но и внатрешни напади и ризици. Националната сигурност по оној современ концепт, значи не по однос на традиционалниот концепт, туку современиот концепт, вклучува две компоненти. Ја вклучува националната одбрана, но ја вклучува и националната заштита на интересите на државата. Тука пред се мислам на геополитичките, економските, правните и другите интереси, што како концепт на сигурност и заштита влијае не само на одбранбените политики, односно креирање на добри одбранбени политики, туку и одбрана од сите можни ризици со кои што се соочува современото живење, односно со кои што се соочува секоја современа национална држава, а едновремено одбраната или заштитата на националните интереси не оди само во функција на зацврстување на одбранбените политики, туку секако и зацврстување на надворешните политиките, нели, на надворешните односи и секако останатите политики кои што се врзани со односите на земјата со други држави, со меѓународни организации, членството на Македонија во НАТО и така натаму. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Која е основната поента за формирање на Универзитет за национална одбрана, мир и безбедност? Веројатно дека во рамките на тој универзитет и во рамките на специјалистичките студии до дипломски, но и оние во втор циклус, ќе се изучуваат најважните прашања поврзани со градење на една вистинска професионална национална безбедносна стратегија на Република Македонија, која што ќе има за цел нормално да ја зачувува сигурноста и безбедноста на Република Македонија,
но едновремено и да го ќе има за цел да ги заштити или да го заштити интегритетот на домашните политички и други институции, но и на домашниот политички систем од разни форми на ризици и опасности кои се поевидентно го загрозуваат го загрозуваат легалитетот, но и легитимитетот на постоење на овие институции. Секако во таа насока универзитетот ќе има за цел да едуцира професионални војници кои што ќе сочинуваат онаа силна активна армија која што е потребна, професионална армија на Република Македонија, но едновремено ќе едуцира и кадри кои што ќе бидат оспособени за ефикасни разузнавачки активности, но и контраразузнавачки активности во државата. Луѓе кои што ќе бидат едуцирани за обезбедување на сајбер сигурност, она би рекла се поголема опасност која што произлегува од сајбер криминалот и од разните форми на терористички упади. Понатака ќе бидат едуцирани тие луѓе за успешно менаџирање со кризи, односно кризен менеджмент, како исправување посебно со налетот на мигрантската криза, која што гледаме дека се повеќе и повеќе се засилува. Исто така, кадрите кои што ќе се едуцираат на овој универзитет треба да ги исполнуваат и сите оние задачи кои што се поврзани со безбедносна мисија на Република Македонија, односно во Република Македонија, како и испраќање на професионални кадри, како што и досега Македонија испраќала професионални кадри за разните мировни акции и активности надвор од државата, меѓутоа сега во многу поголема соработка и во многу поголема координираност со останатите универзитетски центри во другите земји од светот и од Европа. Исто така, градењето на национална безбедносна стратегија на Република Македонија ќе има за цел да ги гарантира многу позасилено слободите и правата на граѓаните, но и заштита на правата на нацијата и на националната економија посебно. Исто така, би рекла, оваа национална безбедносна стратегија треба да обезбеди и поголема безбедност, но и заштита на сите оние демократски вредности врз кои што се заснова правниот и политичкиот систем на државата, сигурност на инвестициите, сигурност на економијата, енергетска сигурност, политичка сигурност, која што е исклучително важна за да се обезбедат како предуслови сите останати видови на сигурност. Тука посебно во политичката сигурност мислам на заштита на суверенитетот на Република Македонија, како што кажав, заштита на политичките, но и на правните институции во земјата, безбедност на општеството од различни форми на внатрешни и надворешни закани, или тероризам, разни форми на ризици внатрешни, организиран криминал и така натаму. Националната сигурност, како што и националната безбедност се поврзани едни со други и представуваат клучни предизвици за нивно зачувување. Фактички нивното зачувување е клучен предизвик на секоја современа држава, без разлика на тоа дали територијата на државата е мала, дали бројот на жители е мал, дали системот на организација на власта е погоден или не за обезбедување на национална сигурност и безбедност. Секоја држава мора да обезбеди системски решенија со кои што ќе се обезбедува таа национална сигурност и национална безбедност. Токму затоа овие предизвици носат потреба и од унапредување на вештините кои што се поврзани со нивното справување, обезбедување на квалитетен професионален кадар, но и примена на соодветни адекватни инструменти кои што секако ќе одат во насока на подобрување на квалитетот на националната сигурност и безбедност во државата. Во однос на прашањето од каде пари за финансирање на овој универзитет, интересно е што на дебатата се отвори прашањето и за можни алтернативни извори на финансирање на високото образование. Она што беше од моја страна укажано е дека високото образование, посебно државното, не смее да биде третирано како државно јасли,
кое што исклучиво и целосно ќе се потпира само на државните извори на пари, туку мора да наоѓе и соодветни алтернативни решенија со цел високото образование да едноставно добие сила, но и добие соодветен интегритет, надворот би рекла од државните јасли, и да може да се само финансира, односно да биде само одржливо. Ако се погледнат сите анализи на земјите членки на ОЕЦД, на ЕУ, или членки на Организацијата на Обединети нации, на Светска банка и така натаму, анализи посебно во делот на финансирањето на високото образование, ќе се забележи еден се поприсутен тренд на доминација на сопствени универзитетски извори, преку кои се задоволуваат потребите на високообразовните установи. Главен извор во таа смисла се научно-истражувачките проекти, во кои што се вклучени универзитетите, потоа средства од научни и стручни анализи, кои што се направени за потребите на пазарот или за потребите на институциите, разни форми на извори кои што доаѓаат од издаваштвото, публикација на книги, учебници, монографии и така натаму. Исто така се забележува тренд на така наречена дерегулација на финансирањето и ослободување на зависноста на универзитетите од државата. Всушност да се работи за промена на постојната парадигма дека државните универзитети треба да бидат финансирани само и само од државата и таа парадигма е променета во смисла што се укажува на потребата од воведување на нови модели на управување во високото образование. Универзитетите се повеќе унапредуваат својата компетитивна позиција во системот, посебно во западноевропските држави, и ги моделираат своите активности во насока на потребите на пазарот. Новите универзитети, или би рекла модерните универзитети, создаваат нови стратешки позиции, градат нови идентитети и имиджи на универзитетите, имаат нови пиар стратегии кои што се попривлечни за младата популација. Така што современите универзитети се повеќе наликуваат на така наречени корпоративни ентитети кои делуваат стратешки со точно прецизно дефинирани задачи согласно потребите на пазарот, а многу помалку се оние традиционални форми и модели на управување кои многу повеќе наликуваат во времето на самоуправниот социјализам отколку од денешното демократско време. Образованието денеска не е исто како и порано. Тоа мора да ни биде главното мото во идејата за подигнување на квалитетот во високото образование. Ако порано акцентот беше ставен на личниот развој и образование на индивидуата, што е во основа либерално гледиште и е битно за секој од нас, денес универзитетите се повеќе се ориентирани кон задоволување на потребите на пазарот, кон задоволување на потребите на економијата, на развојот на државата, што е се повеќе едно утилитаристичко, односно гледиште на интересот, односно на потребите. Колку побрзо го сватиме ова, толку подобро за нас, за универзитетите, за професорите и за студентите. Во многу европски високообразовни системи веќе сериозно се разработени овие нови принципи на пазарна ориентација на високообразовните установи, врз кои што се заснува нивната работа. Понатака се разработени принципите на дерегулација, либерализација и секако договорите за извршување на конкретните услуги помеѓу студентите и професорите. Образованието генерално треба да промовира значајни суштински вредности, ставови во општеството, се со цел да може универзитетите наместо да бидат вагоните, да бидат моторната сила на државата и на општеството во Република Македонија. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Да, во последните 10 минути од емисијата, навистина имам потреба да се осврнам и на прашањето поврзано со работата на специјалното јавно обвинителство. Иако и во минатата емисија зборував опширно за специјалното јавно обвинителство, за неговата противуставна поставеност во системот и слично, не можам да не искоментирам она што се случуваше во петокот на првата пресконференција официјална
на специјалното јавно обвинителство, каде што трите специјални јавни обвинителки изнесоа едно чудо информации кои што беа поврзани со поведување на истражни постапки против високи функционери на ВМРО ДПМНЕ, но и против суди, членови на Државна изборна комисија и слично. Петочната пресконференција која што беше организирана од специјалната јавна обвинителка заедно со незините две помлади колишки покажа два исклучително важни момента што одат во прилог на тезата дека овој државен орган е навистина впрегнат во одработување на опозицијското сценарио за предизборна дискредитација на власта по секоја цена. Имено првиот момент е одлуката на тимот на Јанева во првата фаза од кривичната постапка, односно во фазата на поведување истрага, со досега невидена правна леснотија и би рекла со безобразна повреда на уставното и законски загарантираното начело на презумпција на невиност, да се жигосуваат луѓе, ставајќи ги над зидот на срамот пред воопшто и да е покренат обвинителен акт. Посочувањето на функциите министар за внатрешни работи, министар за транспорт и врски и секретар на влада во 2012 година, како и двајца членови на Државна изборна комисија од 2013, но и на 5 судии на управниот суд, повеќе од сигурно имаше за цел јавна, планска и намерна предизборна дискредитација на високите функционери од ВМРО ДПМНЕ, како и на органите кои што се или ќе бидат клучни за организирање и заштита на изборниот процес. Со индиректното посочување на идентитетот на осомничените, специјалното јавно обвинителство дрско ја повреди својата должност, со своите јавни изјави да не ги повредува правата на осомничените во текот на постапката, со што тие го прекршија и основното начело врз кое што се заснова кривичната постапка, односно презумпцијата на невиност. Со ваквото однесување тие повредија уште две уставно загарантирани права на осомничените, неприкосновеното право на заштита на моралниот интегритет на секој човек, како и заштита на нивното достоинство и углед. Вториот важен момент кој треба се издвои од пресконференцијата е високиот, односно ја би рекла недозволениот степен на политизираност, очигледен во јавните изјави на обвинителките, непримерно за обврската на јавните обвинители да се однесуваат непристрасно и самостојно во вршењето на јавно обвинителската функција. Пресконференцијскиот настап, заедно со се што се прочита во него, не ги задоволи ниту минималните, а камоли основните критериуми на професионално, непристрасно и одговорно постапување на јавните обвинители, што фрла голема сомнеш во натамошниот тек на постапката. Како е можно да очекуваме непристрасност и професионалност во работата на овој орган, кога од самиот почеток тој покажа силна пристрасност, повреда на Уставот и Законот за кривична постапка, пред кои тие самите дадоа заклетва дека ќе ги почитуваат во своето работење. Интересен е и изборот на името на случајот, Титаник. Веројатно, во жилбата нели да покажат поголема грандиозност на случајот, специјалните јавни обвинителки заборавија на крајот на Титаничката Одисеја. Може би подсвесно, името на случајот Титаник покажува дека и специјалното обвинителство веќе има став по однос на акцијата. Веројатно, овој случај ќе остане запаметен на вистина во правната историја на Република Македонија, како јавното обвинителство не треба да води еден случај, но ќе послужи и како добар пример за студентите по право, како не треба да постапуваат ако сакаат да се занимаваат со оваа професија одговорно и професионално. Од она што произлезе од пресконференцијата, поведувањето на истражната постапка во најголем дел било засновано на индиции, сознанија, кои јавните обвинителки ги добиле од незаконски прислушуваните телефонски разговори. Ако согласно Законот за кривичната постапка, докази кои се прибавени на незаконски начин или со кршење на човековите слободи и права, како во случајов, не може да се користат и врз нив не може да се заснова судска одлука, тогаш тоа уште повеќе важи и за индициите или сознанијата собрани на таков незаконски начин. Интересно е дека за специјалното јавно обвинителство во моментов е поважно да се занимаваат со избори, односно со изборните нерегуларности, отколку со прислушуваните разговори за кои веќе има напредната кривична постапка, има судска одлука која што е заснована врз основа на признание дадено од лице кое вршело незаконско прислушување на високи функционери од власта за пари. Постојат докази дека во процесот на прислушување се вклучени и вмешани и странски разузнавачки служби.
Но за специјалното јавно обвинителство, иако самите кажаа дека предметот прислушување е логично прв предмет од значење, сепак тие одлучиле во оваа фаза да се занимаваат со изборните нерегуларности, како предмети преку кои имаат многу поголема можност да дискредитираат луѓе, да прават класичен лов на вештарки, наместо фокусот да им биде спроведување на професионална и самостојна истрага за прислушувањето. Наместо, како што доликува на еден јавен обвинител или јавно обвинителство, професионална истрага без многу помпи, без многу политички циркуси, без политички драми, во петокот видовме една пресконференција во една сосема поинаква состојба. Замислете вака да изгледа секоја пресконференција на редовното јавно обвинителство. За жал, со петочниот крајно непрофесионален настап, прво на специјалната обвинителка Јанева, која едва и успеа да го прочита напишаниот политички говор, а потоа и говорите на другите две обвинителки, Македонија навистина треба да се сомнева во правниот и во професионалниот капацитет на овој специјален државен орган. Како што кажав и во минатата емисија, неговата противуставност и буквална насаденост во системот, како резултат на политичкото инсистирање на опозицијата, истото да биде поставено заради нели вкупната недоверба што СДСМ ја има кон институциите на системот, се надоврзува и овој момент се надоврзува како уште еден неспорен факт на она што претходно го изнесов. Ако вака се продолжи со оваа така наречена правна разврска на политичката криза, тогаш не можеме да бидеме оптимисти дека се ова ќе се заврши во интерес на правниот легалитет, односно во интерес на правната сигурност на граѓаните, затоа што правна разврска не може да се случи ако тие што се најповикани да го заштитуваат уставот и законите во земјава, но и меѓународните документи за човековите слободи и права, не ги вршат своите обврски на начин на кој што налага оваа нивна професија и функција. Наместо сега во овие клучни моменти за државата, специјалното јавно обвинителство да се издигне над кризата и да делува како непристрасен и професионален орган, без да води сметка за интересите на една партија, туку пред се и над се за интересите на државата, почетокот на нивната работа покажа една сосема обратна насока. Обратната насока на делување на овој орган беше видлива и во изминатиот период, кога на инструкциите од лидерот на СДСМ за тоа како треба да постапува овој орган, нели, кој предмет треба да биде прв земен на разгледување, како треба да се заврши епилогот на постапката и така натаму, специјалната обвинителка, како што знаеме, одлучи да молчи и да не се оградува јавно од таквите изјави, политички изјави на лидерот на СДСМ. Да не заборавиме дека овој орган одлучи да го ослободи господинот Верушевски од притвор, без да го разгледа целиот предмет пуч, како што тврдеше во судот Јанева. Ослободување на Верушевски беше направено пред Јанева да каже во судот дека е потребно време да го разгледа предметот. Или класично правно незнаење, или злоупотреба на службената должност. Ќе видиме. Да не зборуваме за начинот на кој што се изведе примопредавањето на незаконски прислушуваните разговори, за кој што и минатата емисија кажав, уредба на влада за архивско и канцелариско работење на државни органи над постојниот закон за кривична постапка. Исто така многу спорно прашање. Сите овие правни аматеризми и дупки во знаењето на обвинителките, заедно со непримерните притисоци и уцени врз сведоци да даваат изјави спротивно на нивната волја, одат во прилог на разгорување на кризата во земјата. Од тука, мислам дека правото мора да ги смири состојбите и да делува неполитички, но за тоа нормално е потребно поголема трезвеност, поголема одговорност, но и поголема професионалност на сите оние државни органи кои што се вклучени во овие процеси, примена на уставот, соодветна примена на законите, како и почитување на правните акти од страна на сите, вклучително и од страна на политичките партии кои што се актуелни на политичката сцена во Република Македонија.
Останува уште 2 минути до 18 часот и толку време колку што е потребно да изнесеме некои законски прашања. Тоа е дека емисијата Поента се емитува во Трговското радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Професор доктор Тања Каракамишева Јовановска беше уредник и водител на денешната емисија Поента, а денеска е 16 февруари 2016 година, продукција Радио Слободна Македонија. Останете ми во добро расположение, нормално со позитивна мисла и енергија. Се слушаме наредниот вторник во истото време од 17 до 18 часот. Поздрав и до слушање. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.